Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Бавна е заштитата на Охридското езеро. Пандемијата предизвика отуѓување помеѓу луѓето. Вдиши театар по 7-ми пат. Оформена е екипата на ракометниот клуб Охрид за следната сезона. Сеизмичка катаклизма во Авганистан. Со дневникот вообичаено започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно сончево со локална облачност и топло со измерени максимални 29 степени Целзиусови. Попладне услови за локални врнежи од дожд и грмотевици, а во текот на ноќта кон четврток ведро со локална облачност. Утре во западна и северозападна Европа, над Алпите и локално на Балканскиот полуостров времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици. Во останатите делови од Европа времето сончево со локална облачност и топло. На Балканскиот полуостров во четврток сончево со локална облачност и топло време. Попладне во северните, централните, источните и југоисточните делови на полуостровот услови за локални врнежи од дожд, максималните дневни температури на Балканот од 24 до 36 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност и високи температури. Попладне ќе дојде до зголемување на облачноста. Услови за развој на нестабилност која во одредени делови од земјава ќе донесе нестабилно време со локални врнежи од дожд, грмотевици, па дури и поројни дождови и невреме. Локално ќе има услови до 20 литри дожд на метар квадратен. Минималните температури од 28 до 37 степени Целзиусови, УВ индексот со вредност 8. Во Охрид во четврток времето претежно сончево со локална облачност и со високи температури, минималната 17, дневната 31 степен Целзиусов. Во петок и сабота сончево, ќе има локална облачност, ќе биде топло со температура до 29, односно 31 степен, а во недела во Охрид сончево и топло време со дневна температура до 29 степени Целзиусови. Градот ти се случува секој ден со сите своји добри и лоши страни. Сликај или сними со својот мобилен телефон се што сметаш дека е лоша појава или добар пример во заедницата. Инфраструктура, Загадување, екологија, социјала, здравство, бирократија, улици, узурпација на јавни површини, јавен ред, паркови, улични кучиња, јавно осветлување, урбана опрема, градинки, училишта. Испрати на tvm.mk или на профилите на регионална телевизија ТВМ на социјалните мрежи. Сподели со хаштаг Ти си твојот град и доби подароци и ваучери. Администраторите вршат надзор над содржините и нема да се објавуваат содржини со кои се нарушува нечија приватност, достоинство, навредливи вулгарни содржини, содржина која содржи говор на омраза или повикува на насилство или на друг начин ги повредува позитивните законски прописи или е нерелевантна за проектот. Ти си твојот град. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија.
Бавно се одвиваат започнатите постапки за заштита на Охридското езеро по препораките на УНЕСКО. Се уште не е готов планот за управување со Охридското крајбрежје. Депонијата Буково е отворена, а не е слободен ни студенчишкиот канал за закотвени пловни објекти. Доцнат реализациите на зафати кои треба да го спречат загадувањето на Охридското езеро по препораките дадени од УНЕСКО. Државата и градот се исправени пред повеќе сериозни проектни предизвици, меѓу кои се управувањето со крајбрежниот појас, депонијата Буково и каналот студенчишта. Охридскиот градоначелник Кирил Пецаков посочува дел од сработените зафати за заштита на езерото. Издвојува поставување решетки на реките кои се дел од сливното подрачје, за да се спречи внес на цврст отпад во езерото и завршување на јавната дебата за студенчишкото блато, а ги посочи проектите кои допрва треба да се реализираат. Првично е да го изработиме планот за управување на Охридско крајбрежје, кој што е задача на Агенцијата за просторно планирање и Министерство за транспорт и врски, кои што 2,5 години се уште не се дадени подлогите за изработка на тој план, а камоли нешто суштински да се промени. Меѓутоа ќе имаме иницијатива како општина Охрид, настрана од нашите пет иницијативи кои што беа поврзани по однос на уредувањето на плажите и зошто е тој план за Охридското крајбрежје битен за нас. Меѓутоа ќе имаме дополнителни иницијативи за да имаме изработка на еден квалитетен план кој што ќе биде составен дел секако и дел од препораките од УНЕСКО. Градот се уште чека да се изгради современа регионална депонија, бидејќи Буково требаше да биде затворена за употреба пред нешто повеќе од 2 години. Пецаков напоменува дека решавањето на проблемот Буково во сливното подрачје на Охридското езеро е огромен предизвик за општина Охрид. Огромен предизвик за нас, а кој што изискува покрај големи напори, изискува и огромни финансиски средства. Министерството за животна средина на состанок со југозападниот регион веќе започна иницијатива, која што иницијатива веќе е префрлена на хартија, можам да кажам, која што за скоро време ќе биде доведена пред советите на сите општини во југозападниот регион за формирање на регионално јавно предпријатие отпад, односно депонија, која што би се наоѓала во општина Новаци со 7 или 8 претоварни станици. Се чека надлежните да го завршат и проектот за враќање на реката Сатиска во старото речно корито. Во фаза на донесување е и законот за студенчишкото блато, кој треба да биде прогласено за парк на природата со точно дефинирани услови и активности кои ќе бидат дозволени во рамките на блатото. Од препораката за дислоцирање на пловилата од студенчишкиот канал засега нема никакви најави. Заменик амбасадорот на Австралија Андерсон на протоколарна средба со градоначалникот Пецаков. Како идеја произлезе отварање канцеларија во Охрид за комуникација и соработка со Австралија, информираат од локалната. Заменик амбасадорот на Австралија во амбасадата во Белград, што ја покрива и Македонија, Филип Андерсон, заедно со почесниот конзул на Австралија во Македонија, Зоран Костовски, остварија протоколарна средба со градоначалникот на Охрид, Кирил Пецаков. На средбата разговараа за интензивирање на соработката, особено со збратимениот град Волонгонг и со Квиенбејн, со кого Охрид има подпишано протокол за соработка. Заменик амбасадорот изрази задоволство да учествува во процесот на интензивирање на комуникацијата и соработката. Градоначалникот Пецаков ги запозна гостите со културно-историските знаменитости на градот и со богатата историја, со што се отвора поле за соработка во повеќе области помеѓу Охрид и Австралија. Заменик амбасадорот Андерсон го увери градоначалникот дека е заинтересиран да придонесе во развојот на соработката во бизнис сферата, образованието и туризмот, со оглед на фактот дека во Охридскиот регион има многу бизнисмени повратници од Австралија, но и жители од регионот кои мигрирале во Австралија. Како идеја произлезе отворање на канцеларија за комуникација и соработка со Австралија, која би се отворила во Охрид. Градоначалникот и заменик амбасадорот се обврзаа активно да учествуваат во стимулирање на невладините организации од Охрид, што помасовно да испраќаат проекти за финансирање на повикот што во следниот период ќе го објави амбасадата. Пандемијата предизвика отуѓување. Истражувањето кое го спроведуваат социолози и психолози од Филозофскиот факултет покажа дека драстично се изменил односот меѓу луѓето. Се изгубија исконските вредности за социализација, прегратките, детските игри, а стравот е длабоко вкоренет. Тежок и долг ќе биде патот за враќање на старите позитивни навики.
Новото нормално. Пандемијата со COVID-19 предизвика оттуѓување. Истражувањето кое го спроведуваат социолози и психолози од Филозофскиот факултет покажа дека драстично се изменил односот меѓу луѓето. После 2 години виртуелен свет се изгубија исконските вредности за социализација, прегратките, дружбите, детските игри, а стравот е длабоко вкоренет. Иако мерките се намалени, пандемијата стивнува, траумите се уште се присутни. Фрапантни се истражувањата, верувајте дека повеќе од 70% не одговорија дека знаете како ние си продолживме со виртуелно кафе. Милам, какво е тоа виртуелно кафе? Па вели, за време на ковидот се уклучувавме пример на Skype, на Viber, 5-6 пријателки, пиеме кафе. Во исто време и потоа си разменуваме што се случило или ама сега вели па тоа не стана навика. Анксиозност, депресија и несоница се најчестите долгорочни последици. Тежок и долг ќе биде патот за враќање на старите позитивни навики од пред пандемијата. Почести масовните медиуми, покажување на примери со позитивни вредности, теми од културата, од уметноста, кои што музикотерапија ќе ги расположат, можеме полека да се враќаме на нормалното. Социјалната дистанцираност, карантините и изолацијата ги изменаа навиките и емоциите кај луѓето. Пандемијата предизвика страв, вознемиреност и загриженост за собственото и здравието на блиските, што придонесе за зголемен број на психолошки заболувања. Вдиши театар по 7ми пат во организација на Црвениот крст од Охрид. Во 3-дневната програма ќе се представат талентирани млади актери и аматери од организациите на Црвен крст од Битола и Чајетина, Златибор од Србија. 7-мо издание на меѓународниот аматерски театарски фестивал Вдиши театар. После 2 пандемиски години пауза, со големо задоволство и возбуда од Црвениот крст Охрид, го најавуваат реализирањето на Вдиши театар во рамки на своите програми за промоција на хумани вредности, култура на диалог и за поттикнување на креативноста на младите. Весна Терзиоска, подпредседател на Општинската организација на Црвен крст Охрид, како дел од организацијската структура, најавува учество на еминентни уметнички групи кои ќе приредат вистинско уживање за сите сетила, а при тоа ќе се расшири идејата за хуманост и правење убави дела. Фестивалот започнува денес, 22 јуни, а ќе трае до 24 јуни, петок. Во предворието на Света Софија во 21 часот свеченото отварање ќе биде со музичко-поетскиот перформанс Да бидеме подобри. Оваа година, поради 2 годишната пауза, имаме малку поинаков концепт на Вдиши театар. Значи, ќе го отвориме со, како што кажав, музичко-поетски перформанс. Тоа е избор на стихови од познати македонски автори. Овој музичко-поетски перформанс е под авторство и режија на Емилија Блажеска, Весна Терзиоска и Јованка Сион Доленц. Традиционално театарот го отвараат волонтери на Црвениот крст, а нашите соговорници за прв пат се дел од овој фестивал. Мојот лик во улогата е рамнодушен и безнадежен, тој има изгубено целата смисла во животот, за животот, а околу него стојат трите добрини кои го убедуваат да стане и да прогледа, да го види доброто во светот. Мојата улога во овој перформанс е за да не заборавиме вистината, да бидеме подобри. Им го кажувам тоа на секој можен начин, иако малку со карање, тоа да го сватат. Во остатокот од 3-дневната програма, својот актерски талент, умешност и креативност низ 3 театарски представи и едно премиерно филмско издание ќе го прикажат повеќе од 30 талентирани млади актерски аматери од организациите на Црвениот крст. Фестивалот ќе биде затворен со култната представа Чудо у Шаргану на специјалните гости театарската група Инет од Чајетина, Златибор, Србија, која ќе биде одиграна во петок во предворието на црквата Света Софија во 21 часот. Влезот на настаните е слободен. Новата управа на градскиот ракометен клуб од Охрид сериозно се зафати за работа и за рекордно време успеа да ја оформи екипата за следната сезона. Како и секоја година, целта на екипата е непроменета – пласман на место кое води во европските купови. Староновиот тренер Горан Андоновски во ростерот ќе има 7 странци и 11 македонски ракометари, од кои 8 охриѓани.
Со голема помош на општина Охрид, влюбениците на ракометот од нашиот град кои се дел од новата управа, ќе се обидат да го подигнат нивото на најпопуларната екипа од Охрид. За месец и половина се оформи новиот ростер со млади играчи кои имаат повеќе годишни договори. За стабилноста на екипата говори фактот што за следната година е предвиден уште поголем буџет. Од управата очекуваат добра атмосфера во екипата, која има невообичаено голем број странци, поради фактот што со проширувањето на лигата тешко е да се ангажираат македонските ракометари. Најбитно од све да сме поддржувани од охриѓани во полна сала и од нашите рибари за да успееме да избориме буквално пласман во Европа, тоа трето и четврто место, а зошто да не и да падне и во Пилјаин извори и Вардар 1 Еврофарм со овој тим што го имаме. Иако има подобри понуди, Охрид ми е во срцето, ќе каже новиот предводник на гладиаторите Горан Андоновски. Управата му исполнила 99% од желбите кои играчи ги сака во тимот. Се работи за ракометари кои играат во два правци. Гарантира побрз, поатрактивен ракомет со многу голови. Единствен проблем е краткиот период за воигрување на екипата, а очекува полни трибини и поддршка од навивачката група рибари. Јас сум многу емотивен, сигурно никој повеќе од мене не го сака клубов и мојата фамилија, јас никој нема повеќе даено за овој клуб, мислам дека е така и ве уверувам дека е така. Сум се одрекувал од многу работи за овој клуб и ќе продолжам да се одрекувам многу работи за овој клуб и мислам дека сите заедно можеме да направиме многу за овој град и овој сепак ракометот во Охрид е прв спорт во екипен во градот и се надевам дека така и ќе остане. Тренинзите на првата екипа ќе започнат на 3 август, договорени се и 8-дневни подготовки во Маврово. Прв помошник на Андоновски е Наум Бабачев, кој очекува мотивираноста од управата и тренерите да се пренесе на играчите и Охрид да биде тим за респект познат по борбеноста. Ракометната лига е квалитетна и свесни се дека ги очекува тешка сезона, но целта е позната. Целта е, кога седнавме на маса, беше сите играчи, кои што ние ги цениме дека се на некој завидно ниво, да подпишат повеќе од една година договор, на 2 или на повеќе години, за да се стигне таа цел, како што кажа и тренерот на првиот тим, да се работи од година во година и за да го достигнеме тоа ниво по некое завидно место на табела. Така да пак ќе речам, таа ни е целта. Може ние да не стигнеме до целта, меѓутоа битна е работата, пристапот. Дека во градскиот ракометен клуб Охрид дуваат нови ветрови покажува и податокот што клубот тренира уште од сега. Тренерите 5 пати неделно подучуваат 25 деца. Интересот е двојно поголем, но условите толку дозволуваат. Овие селектирани играчи ќе го представуваат клубот во сите младински конкуренции. Нивна примарна цел не е учество на некој Final Four, туку секоја година барем еден од нив да се приклучи на сениорскиот дел. На граничниот премин Ќафа са уапсени 7 лица, 2 полицајци, 2 цариници и 3 лица од Албанија за злоупотреба на службената положба, корупција и шверц. Притворените лица дозволиле или вршеле шверц на стока набавена во Македонија. Подобиени сознанија дека се дозволува поминување на стока од македонска на албанска страна, избегнувајќи ги царинските давачки, била спроведена истрага која го потврдила тоа, информира албанската полиција. Уапсените полициски службеници во соработка со царинските службеници во замена за поголема сума пари фаворизирале 3 лица да ја преминат шверцуваната стока без проведување на постапка за царинење. Како материјален доказ биле одземени 3 возила, 9 мобилни телефони, одредена количина парични средства, нелегално стекнати од корупција на работното место, значителна количина разновидна храна и пијалаци, како и друга стока. Викендов Охрид Open 2022, меѓународен таеквондо ИТФ надпревар со највисоки стандарди. Домаќин и организатор е Хваранг ИТФ од Лескоец. Меѓународен теквондо ИТФ надпревар Охрид Open 2022 во организација на Хваранг ИТФ од Лескоец од Охрид. Надпреварот ќе се одржи оваа сабота 25 јуни во спортската сала Билјанини извори.
Учество на турнирот имаат пријавено клубови од 8 земји, од Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Македонија, Бугарија, Грција и Албанија. Надпреварот е организиран по највисоки стандарди на Интернационалната теквондо федерација. Ке има електронско судење со можност за видео протест пренос во живо на YouTube. Задолжен за судискиот систем е господинот Антон Архипов, специјален асистент на председателот на ИТФ, заштитник за сите податоци, а за судиската екипа е задолжен на најдобрите судии во светот мастер Вергилий Ситнилицки, носител на црн појас 7 дан на судискиот комитет за Југоисточна Европа, како и генерален секретар на бугарската ИТФ федерација. За сите љубители на теквондото влезот ќе биде слободен, се со цел да имаат можност да ги гледаат надпреварувачите и да уживаат во убавините на овој атрактивен спорт. Сите наши поддржувачи ќе имаат можност во живо да ги следат европските вице-шампиони Давид Крстевски, Елена Јанеска и Христијана Парулеска и да навиваат за нив, објаснува Маријанчо Лазаревски, носител на црн појас 5 дан, председател на ИТФ Македонија и председател и тренер на најуспешниот клуб теквондо клубот Хваранг ИТФ од Лесковец од Охрид. Сојузот на синдикатите на Македонија на првиот ден од генералниот штрајк со кој работниците во јавниот сектор бараат поголеми плати, на булеварот пред собранието во Скопје утрово поставија 120 празни столчиња по едно за секој пратеник. Од утре ќе се постават и по 21 столче пред владата. Првиот човек на ССМ Димовски вели дека бара поддршка од народните представници за поднесениот амандман сега и веднаш за зголемување на платите во јавниот сектор во висина од 2806 денари од 1 јули. Синдикалците бараат зголемување на платите на вработените во јавниот сектор за 2806 денари и утврдено право на регрес за годишен одмор во висина од 30 до 100 од 100 од основицата. Пред собранието денес своје обраќање имаше и председателот на ССМ Дарко Димовски, кој рече дека тие пари им се неотходни поради се ова што се случува во државата, двоцифрената инфлација, ценовните шокови, најавената енергетска криза и поскапувањето на струјата. Да го охрабрам работникот да се избори за своите права, да се избори за својата екзистенција, која ни е неопходна во моментот. Затоа ги повикувам сите народни избраници од сите политички партии, нека дојдат денеска, нека дадат поддршката не на Сојузот на синдикати на Македонија, на работникот преку прифаќање на амандманот од 2806 денара одма и сега. Бидејќи доколку и ова не се случи, штрајкот кој се одбива во моментот име дамаклов мач на сите јавни функционери и политичари. Знаеме дека синдикатот е последица за работникот, но е последица и за овие што ја водат државата. Сите оние кои нема да го поддржат ова наше барање во интерес на работникот, наше легитимно право како представници на работниците е од нив да побараме оставка, предупреди Димовски. Запрашан за текстот на штрајкот и дали од синдикатот се соочуваат со притисоци, тој вели дека ситуацијата е сложена. Има и притисоци, но има и подпишување на спогодби. Нашите регионални секретари од теренот са бале се соочивме во едно предпријатие, во една институција со притисоци, но ние како Сојуз на синдикати на Македонија ги пративме нашите регионални секретари и на тие директори и управители им објасниме дека штрајкот е секаде пријавен, вклучително и кај градоначалниците и до ЗЕЛС и до министерствата и до владата. Откога ги покажаме документите на наше задоволство, тие се повлекоа и до сега немаме проблем. Во одредени предпријатија веќе се подпишуваат спогодби за вработените да добијат 2806 денари од 1 јули, истакна председателот на ССМ. Имињата на носителите на јавни функции кои вршат притисок пак ќе бидат јавно објавени, порача тој. Амандманот се враќа на влада во второ читање каде треба да помине, па поради тоа и организиран штрајкот да се направи притисок. Синдикатите утре протестот ќе го преселат пред владата каде со 21 празно столче за секој министер ќе го блокираат сообраќајот на булеварот и Линденска. Следуваат вестите од светот. Во силен земјотрес во Авганистан загинаа најмалку 250 лица, стотици се повредени. Представник на локалната влада за BBC изјави дека бројот на загинати најверојатно ќе продолжи да расте. Повеќето од потврдените смртни случаи се регистрирани во провинцијата Пактика. Смртни случаи се пријавени и во источните провинции Нангахар и Кост, додаде тој. Според информациите, јачината на потресот била 6,1 степен по Рихтер, а се случил во раните утрински часови во средата. Земјотресот
погодил област на 44 километри од градот Кост во југоисточен Авганистан, а епицентарот бил на длабочина од 51 километар. Соопшти Американскиот геолошки институт. Земјотресот се почувствувал во радиус од 500 километри во Пакистан, Авганистан и Индија, соопшти Европскиот медитерански сеизмолошки центар. 15 лица, меѓу кои 8-годишно дете, загинаа во руско гранатирање во регионот Харков, изјави синоќа Олег Синегубов, гувернер на регионот. Тој во онлайн обраќање кажа дека 6 лица загинале во и околу Харков, а уште 6 во Чугиув, на околу 40 километри југоисточно од Харков. Синегубов додаде дека 3 лица загинале во Золочив, кој се наоѓа северозападно од Харков. Ова е тероризам, тоа се злосторства против човештвото кои мора да бидат казнети, нагласи гувернерот. Вики Спит од Велика Британија, чиј партнер починал по вакцинација со AstraZeneca, е првото лице кое доби оштета поради смрт предизвикана од вакцинирање. Спит доби максимална оштета во износ од 120.000 фунти, околу 140.000 евра. Но за неа тоа не е доволно и надоместокот не е соодветен. Таа повикала брза помош на 13 мај минатата година, кога на нејзиниот партнер му се влошила здравствената состојба поради мачни главоболки. 6 дена подоцна тој починал во болница во Њукасал. Во неговата посмртница е наведено дека пациентот починал по компликации од вакцината. Джеймс Бел, партнер во специјализирана адвокатска канцеларија за спорови настанати поради медицинска негрижа, исто така смета дека британскиот систем за компензација не е доволно усогласен. Основното училиште во Тексас, каде вооружен напаѓач уби 19 ученици и 2 учителки, ќе биде урнато, изјави градоначалникот. Дон Маклафлин го кажа ова во вторникот на напната и емотивна седница на градскиот совет со жителите кои бараа одговори за пукањето. Не кажа кога ќе се урне училиштето. Јавниот гнев се зголеми по нападот во маја, а вината беше префрлена на полицијата која чекала повеќе од 1 час за да се соочи со напаѓачот. Маклафлин рече дека во училиштето ќе биде разрушено бидејќи не може да се бара од ниту едно дете или наставник некогаш да се врати во тоа училиште. Основното училиште Роп има околу 600 ученици во второ, трето и четврто оделение. Нападот на 18 годишникот, идентификуван како Салвадор Рамос, доведе до обновена дебата за законите за оружје на национално ниво. Американските сенатори вчера извршија притисок за нов закон кој се однесува на масовните пукања во, како што се вели, незначајната нова контрола на оружје во генерацијата. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.